со видео со импровизиран катапулт со балони со боја да ја обојат зградата на владата. Откако во неколку наврати не успеа, тие со балоните со боја ги обоја велики стојчиња на новата барокна ограда, која народот починеше околу 700.000 евра. Шарената револуција денеска во фокусот ја имаше корупција, па така демонстрантите со боја гаѓаат на зградата на Државната комисија за спречување корупција, која според демонстрантите не си извршува работата. Дел од демонстрантите со бели чадори застанаа пред полицајците за да ги заштитат од фрлачите боја. Тие претходно поставија споменик пералница за пари во паркот Жена Борец во Скопје. Пералницата пере пари 24/7 и ја символизира власта која неуморно пере пари. И новиот споменик беше обоен со боја. Ова кратка корупцијска приказна нема да се служам со вистинските имења на нашите главни ликови и ќе ми простите за тоа, иако би сакала да викнам на глас тие и бандо криминална, ама последниот кој го кажа тоа, сега е во затвор, па да не се опуштаме толку, се уште трае револуцијата. Сите со шарените балони, на кои што гледам познати лица на власта, сакаат да побегнат. Демонстрантите ги пуштија во воздух шарените балони на кои беа закачени фотографии на, како што велат, корумпирани политичари. Тие бараат таквите политичари да си заменат од власт и да одговараат за корупцијата. И денеска демонстрантите почна да се собираат пред канцелариите на специјалното јавно обвинителство во Скопје. Тие велат дека СЈО институција која има за цел да го почне расчистувањето со широко распространетата корупција на највисоко државно ниво. Протестот продолжи пред собрание, а заврши пред владата.